Во врска пред малку за провокациите што зборевте, сакам да дадам една реплика. Слободно со одговорност ќе ви го дадам телефонот на вештачење, стојат сите повици. Над 100 повици имав од албанци. Струга, Гостивар, Тетово, Скопје, сите плачеа на телефоните кога ми звонеа. Јас живеам од град каде што нема ни еден албанец во Кочани. Ја не знам колку албанци ми звонија. Сега ми звони еден пријател, вика Владко, бев во Гостивар. Гостивар вика не може глас да се слушне, вика сите глави се доле наведнати, вика, како да нема луѓе во градот. За тие што сакат да испровоцират такви работи. Слободно телефонот ќе ви го оставам да видите колку повици имат од албанци. Сите плачеа на телефоните. Толку имам да кажам. Ти благодарам, Латвик. Па корисно е да се знаево. И ако почнала да се формира македонската нација, во која што се сите заедно сочувствуваат еден за друг, тоа е добро. Јас се плашам дека живееме во посебни светови. Меѓутоа, ако живееме во ист свет, со иста нација, тоа е добро. Ау, не, Филип, ние не живееме во различни светови. Ние живееме во различни кафези. Ние живееме во ист свет, ама во различни кафези. Ние имаме стопани кои што не ставаат у тие кафези. И ние македонците сме во еден кафез, албанците у друг кафез, ромите у трет кафез и сите се гледаме низ решетките и сите еден на друг си ржим, затоа што сме убедени пред да не ставаат у тој кафез, дека ние ќе влеземе у тој кафез заради тој од другиот. Ние живееме во ист свет, различни се кафезите.